44-та годишнина. Затоа денеска во студио гостин ни е генералниот секретар на Детската амбасада, госпоѓа Гордана Пирковска-Змијанац. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Може би требало да почнеме од почетоците на самата Детска амбасада. Како постана? Првата Детска амбасада за прв пат се појави, за прв пат се слушна за неа во 91-та година. Со нејзиното првично формирање, со промовирање на идејата на 9 јуни 91-та година во малото место Медјаши, кој што всушност ја означува и првата детска територија во светот, територија подарена на сите деца во светот, која што се наоѓа на тромеѓа на Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска. Слушнувајќи за таа идеја, преку тогашните средства за информирање, ние од тука се заинтересиравме, стапивме во контакт со творецот на идејата, Душко Томич, и по долги разговори, по неколку месеци, се договоривме таква амбасада да направиме и во Македонија. Таму започна војната, се случи голема несреќа, и во сета таа збрка, Детската амбасада не можеше, таа амбасада таму, не можеше да ги оствари своите задачи, да функционира, така што таа лиценца ја има единствено нашата амбасада од Македонија, а во светот си имаме своји конзулати, значи на нашата амбасада од Македонија, како што е конзулатот во Франција, во Бугарија, во Танзанија и така натака. Да. Ова е за самите почетоци прво. Ние, нашите активности во Македонија ги започнавме со прифаќањето на децата бегалци, со апелот за прифат на децата бегалци во Македонија. Тогаш се јавија многу граѓани кои што сакаат да ги примат, да помогнат. Меѓутоа не застанавме само на помошта на децата бегалци, затоа што наскоро видовме дека тука во Македонија ние сме им потребни пред се на децата од нашата држава, дека тие се среќаваат со многу проблеми, затоа почнавме се повеќе да се свртуваме кон нашиве деца тука, да работиме на такви проекти. Во последниве 4 години вие имавте многу проекти. Дали успеавте да ги реализирате сите? Ние континуирано работиме веќе 2 до 3 години на пооделни проекти. Сета таа активност, мислам, сето она остварување на идејата во пракса не беше лесно, затоа што таа идеја всушност беше само промовирана од страна на некои други луѓе, а ние требаше сето тоа да го направиме, да го реализираме во практиката. Ние немавме некоја, например, однапред замислена идеја, еве ние ќе работиме на тие и тие проекти. Туку секој проект доаѓаше по силата на потребите. Например, SOS телефонот за деца и млади, тој проект одлучивме да го реализираме уште со самото формирање на амбасадата, бидејќи очигледно беше затоа што не постоеше до тогаш таков телефон во Македонија. Да, се јавува со самото формирање на амбасадата, децата се јавуваа на овој телефон за најразлични проблеми. Самото име Детска амбасада асоцира дека ние сме за децата и дека може да помогнеме, и самите деца се јавуваа. И тоа ни инициираше да го оформиме овој SOS телефон, кој што еве континуирано работи повеќе од 2,5 години. И мислам, имаме солидна база на податоци за состојбата со заштитата на децата во Македонија, проблемите на децата, со какви се проблеми се среќаваат децата во Македонија. Меѓутоа, другите проекти, например Центарот за другарување, тој започна како реакција на потребите од средношколците и од студентите. Самите деца беа иницијатори да направиме ние во рамките на амбасадата еден ваков центар, и во рамките на тој центар за другарување повеќе одели во зависност од специфичните интереси на средношколците и младите и тинејџерите. Например, имаме одел за наркоманија, алкохолизам, сида, имаме потоа одел за кореспонденција со странски детски организации, новинарски одел, имаме мрежа на дописници на деца од цела Македонија и така натака. Имате и ликовна секција? Видете, тоа не се секции, тоа е еден сосем друг проект, наречен Детски работилници. Не сакавме секции да правиме нешто што постои веќе во училиштата, туку сакавме тоа да бидат навистина работилници, во кои што нешто ќе се работи, во кои што ќе учат децата и што нема да ги потсетува на училиштето, затоа што на децата сметаме дека има доста од секции. Така направивме повеќе детски работилници. Тука се работилниците по англиски јазик, по француски јазик, радиоаматерство, здравство, литература, ликовно, театарска работилница, новинарска и така натака и така натака. Ги има многу и тие се повеќе и повеќе се развиваат. Во тие работилници работат многу волонтери, пред се тоа се млади студенти и дипломирани, невработени луѓе, но исто така има и постари кои што се активни.
Што се однесува до проектите, би го споменала и Центарот за деца алергични на глутен. Во овој центар имаме околу 150 деца членови, односно нивните родители, кои што во текот на овие неколку години беа оставени сами на себе, би рекла, затоа што не можеа никаде да ја набават ова потребна безглутенска храна, лек за исхрана на нивните деца. Ние помагавме во тој поглед. Мислам дека доста направивме затоа што ова прашање се постави пред парламентот и добивме одговор од Министерството за здравство дека очекуваат следната година 97 ова прашање да биде конечно решено, односно безглутенската храна, лек, да влезе во приоритетната листа на лекови. Тоа е огромна работа. Како да не. Имате и богата меѓународна соработка со други асоциации за грижа за правата на децата, за заштита на правата на децата. Кои се тие? Неколку вака на бројте. Имаме соработка со над 50 на меѓународни организации, може би ги има и многу повеќе, затоа што нашиот дипломатски сервис постојано е активен, постојано кореспондираме со нив, сме во контакт. Пред себе ги спомнала организациите, светските организации за заштита на правата на децата, особено, например, шведскиот Save the Children, или тоа е организација за заштита на децата, спасете ги децата, Рада Барнен од Шведска, потоа Amnesty International од Лондон, Движењето за мир, разоружување и слобода од Шпанија, потоа нашите партнерски организации од странство, би ги споменала тука солидарните граѓани на Воен Валан, потоа солидарните граѓани на Лабесони и Монтредон, кои што се навистина наши партнерски организации, постојано сме во контакт со нив, добивме минатата година автобус како подарок од нив, едно комби исто така, прирачен материјал за работа на детските работилници, помош за децата бегалци во камповите, една навистина и една многу богата литература на француски јазик, која што ја подаривме на катедрата по француски јазик на Филолошкиот факултет, потоа во училиштата и така натака. На кој ниво е таа соработка со... Па еве, јас веќе спомнав, тоа е во вид на мислам како партнерски организации, потоа како организации за заштита на правата на децата. Например, УНИЦЕФ од Женева пред нова година не покани на некои светски конгреси за заштита на правата на децата. Јас во понатамошниот дел од разговорот ќе споменам за што се работи. Соработка со многу други светски организации за заштита на децата болни од целијакија. Стапивме во контакт со мрежата на вакви организации, светската мрежа и многу други. А вашата поставеност како прва детска амбасада во светот на 5 континенти? Да, имаме почесни амбасадори, почесни конзули на 5 континенти во светот. Во нашиот билтен на... Нивниот број е голем. Колку е? Па над 100. Над 100 луѓе. Првин ќе почнам со нашиот амбасадор, господинот Коле Ангеловски, детето амбасадор Мирјана Бошевска, потоа имаме вице-амбасадор, имаме почесни амбасадори, почесни конзули, постојани представници од целиот свет. Од Македонија, тоа се господинот Славко Јаневски, Есма и Стево Теодосиевски, а наскоро ќе номинираме и многу други нови. И би истакнала нашиот постојан представник госпоја Снешка Липковска-Хаджинаува. Па би било добро и сите кои сакаат да помогнат и да работат во детската амбасада. Да, имаме... Да ви се јават. Да, сигурно. Како успеавте да ја реализирате навистина оваа забележителна дипломатска мрежа? Со самото формирање на амбасадата ние бевме свесни дека е потребно да преземеме мерки за да го запознаеме светот со амбасадата. Една богата дипломатска активност, затоа што нашата амбасада како невладина организација, непартиска организација, во многу нешта се разликува од другите организации за заштита на правата на децата. Затоа што од друга страна ние пак сме и амбасада, делуваме и на едно друго дипломатско ниво. Да. Идејата во светот е прифатена со воодушевување. Нам ни се обраќаат многу значајни личности од светот кои што се воодушевени од идејата. Например, пред една недела добивме едно писмо од норвешкиот омбудсман. Тоа е еден вид правобранител во Норвешка, има таков ист омбудсман и во Шведска, детски правобранител. Човек кој што се грижи за заштита на правата на децата, и тој норвешки омбудсман прашува како може ние во Македонија да воспоставиме омбудсман, детски правобранител. Тоа е тоа. Добро, за сегашните активности нешто?
При крајот на минатата година ние имавме една доста значајна активност во поглед на заштитата на децата погодени од хаваријата во Чернобил. 36 деца беа гости на децата членови на амбасадата од Македонија. Организиравме 14-дневен престој за нив во Струга и во Бунец. Прекрасно си помина, се развија разни другарства, дружења, допишувања меѓу нашите деца и децата од Белорусија. Тоа беше една, така би рекла, значајна активност, а во почетокот на 96-та година, ние развивме еден проект за заштита на децата од сексуални злоупотреби, затоа што веќе спомнав за соработката со УНИЦЕФ од Женева, бевме поканети пред нова година да се пријавиме за учество на првиот светски конгрес против сексуалната комерцијална злоупотреба на децата, што ќе се одржи во Стокхолм од 27 август до 31 август оваа година. За таа цел со нашиот член, професор доктор Стојан Алексиевски, разговаравме и тој прифати да учествува на овој конгрес како представник од Македонија и започна да прави една документациона база до кој степен оваа појава е присутна кај нас. За жал, во текот на оваа недела, веќе е познато во јавноста, вие вчера слушнавте, одржавме на пресконференција, се софадна токму овие денови да се дознае за еден ваков вид на злоупотреба на поголема група деца, а постои основано сомнение дека тоа не се само 15 или 16 деца, туку дека ги има повеќе, а родителите имаат исто така основано сомнение дека оваа појава е многу поприсутна во Македонија, дека ова не е единствен случај, туку затоа што секогаш ние знаеме да молчиме за многу работи и не се покажува тоа во јавноста и тие се кријат. Затоа родителите се организира во рамките на амбасадата да се покране на поширока кампања со цел да јавно да почне да се зборува за овие нешта и доколку се случувале во некои други воспитно-образовни институции или било какви други институции каде што има деца, да се обратат до амбасадата, до надлежните органи за сето тоа да се спречи во иднина, да се спречи ваквата појава. Инаку би кажала дека доктор Стојан Алексиевски веќе ја направи таа документациона база, беше и во Министерството за внатрешни работи, во сите надлежни институции, за да имаме за што да зборуваме на овој прв светски конгрес и да истакне на овој конгрес дека нам ќе ни биде потребна еден вид материјална поддршка за да реализираме некои проекти во овој поглед. Да. Го заборавивте списанието. Да. Пред 2 или 3 недели ние го објавивме билтенот We are the future на англиски јазик. Може вака. Да. Пред неколку месеци беше истиот билтен објавен на македонски јазик, сега е и на англиски и тој ќе биде испратен до сите наши постојани представници, почесни амбасадори, конзули и организации со кои што соработуваме во светот. Овој билтен го содржи и нашиот иницијален извештај, односно меморандум кон иницијалниот извештај за состојбата со правата на децата во Република Македонија по повод првиот извештај на Република Македонија до Комитетот за правата на децата